Почитувани, добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е секретарот на општинската организација на СДСМ од Куманово, Томица Илиќ. Господин Илиќ, добро вечер и добре дојдовте за прв пат, мислам, во нашата емисија. Добро вечер и благодарам на поканата за учество во вашата емисија. Сакам да ги поздравам сите гледачи на ТВ Плюс и се надевам дека ќе имаме плодна дискусија вечерва. Се надеваме и ние. Веќе неколку денови трае конститутивната седница на Собранието на Република Македонија. Расправата тече, главна тема постојано е тиранската платформа. Пратениците од ВМРО ДПМН сметаат дека истата е постизборно наметната и бараат СДСМ да ја отфрли, додека пратениците од вашата партија пак сметаат дека не се почитува деловникот, дека не се расправа за оние точки кои што се наоѓаат на дневен ред. Гледате ли излез од оваа состојба и очекувате ли да се формира конечно владата? Вака, конститутивната седница на Собранието на Република Македонија денеска го имаше своето 16-то продолжение. Сведочиме на едно узурпирање на законодовниот дом од страна на пратениците на ВМРО ДПМН и кочење на процесот на трансфер на власт во корист на ново парламентарно мнозинство во кое тие не се вклучени, а како алатка за тоа го користат наметнување на разговори за отфрлање на така наречената тиранска платформа. Секојдневно сами на себе се реплицираат во Собранието од ДПМН дека треба да се отвори нешто за кое и самите тие преговарале во процесот кога тие го добија мандатот од претседател на државата. Знаеме дека 2 дена пред да го добие Никола Груевски мандатот од претседател на државата Ѓорѓе Иванов, веќе беше објавена тиранската платформа. Сега имаме ситуација во која се злоупотреба позицијата која што ја врши поранешниот претседател на Собранието господин Трајко Вилјановски. Тој го толкува деловникот во негова корист, исто како што го толкуваат и самите пратеници од ДПМН, а тоа им служи за да можат, бидејќи не им оди во корист оваа ситуација и сакаат да се зацкријат зад завесите на некои државни интереси. Решението на оваа криза е едноставно. Значи, треба се формира комисија за избори и именувања, таа да предложи до Собранието избор на нов спикер, новото парламентарно мнозинство да го изгласа тој нов претседател на Собрание и со тоа да се откочи работата на Собранието, што ќе води до формирање на нова влада. Искрено сум уверен дека брзо ќе дојде до избор на нов претседател на Собрание и надминување на оваа криза. Веќе месец и половина се одвиваат протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие велат нели се залагаат да нема двојазичност во државата, промена на уставот и државните обележја. Можни ли се некои негативни сценарија за ова прашање или сепак ќе преовлада свеста? Социјалдемократскиот сојуз во досегашниот пост изборен период покажа свесно ситуацијата во која се наоѓа Република Македонија. Уште пред месец дена на 10 март лидерот на партијата Зоран Заев излезе со програма на влада во која јасно може да се види дека новата влада нема да работи ништо што веќе не е утврдено со устав. И самиот Зоран Заев истакна дека нема да има никакви уставни промени. Бидејќи на Македонија и се потребни промени во правец за подобрување на благосостојбата на граѓаните, за правец на подобрување на владењето на право. Потребни се промени кои ќе донесат живот во Македонија. Ни треба нас да се вратиме на патот на НАТО и евроинтеграциите. Нема да дозволиме криминалната врхушка на власт, ние како партија, да доведе до ситуација да се испланираат и да сеисценираат некои работи кои ќе имат далекосежни последици како на државата, така и на граѓаните. СДСМ секогаш ќе остане доследна на тоа дека Македонија и треба просперитет и напредок и враќање на вистинскиот пат. Што доколку не се постигне договор за влада, подготвени ли сте за нови избори? Како партија ние секој сме подготвени за избори, но во овој момент решението на кризата не се нови избори. Како што претходно веќе реков, постои ново парламентарно мнозинство кое ќе формира влада. После формирањето на владата ќе се разрешат сите дилеми во правец околу тоа кој како сака да ја води Република Македонија. Стравувате ли дека може СДСМ да загуби одреден број на гласачи со оглед на фактот дека ја дава зелено светло на албанската платформа? Искрено не стравуваме од такво нешто, бидејќи фокусот на СДСМ не е никаква тиранска платформа. Фокусот на СДСМ е на реализација на нашата предизборна кампања, предизборна програма, која што е преточена во владина програма
ние десетина години живееме во држава во која се урнисува. Целта на СДСМ, како што реков, е да ја врати на вистинскиот пат. Ние се соочуваме со сериозни институционални и системски проблеми. Со самото формирање на владата и отпочнување на реформските процеси и реализирањето на програмата, довербата на граѓаните на Република Македонија во СДСМ само повеќе ќе расне. Вашиот лидер Зоран Заев постојано остварува средби со високи представници на Европската Унија, амбасадори на многу држави и слично. Од друга страна, председателот Иванов, како да ги избегнува тие средби, имаше неколку и одбиени представници. Како гледате на тоа? Па јасно изразената волја на граѓаните мора да се испочитува. Мора да се овозможи преку политичките субјекти во рамките на законите да дојде до формирање на нова влада. Тоа го порачуваат сите амбасадори, сите високи дипломатски представници со кои остварува средби нашиот лидер. Вршителот на должност председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во овој момент е главен кочничар во целава ситуација, што не прифати да го даде мандатот на Зоран Заев за формирање на нова влада, иако претходно беше побарано писмено да даде дека има ново парламентарно мнозинство, тоа беше предадено, остварено. И сега ние очекуваме тој истиот Ѓорѓе Иванов да се сретнува со амбасадори, со други високи дипломатски представници. Тој постојано ги одбива тие средби. Тие му порачува дека треба да има разум, дека треба да биде председател на секој граѓанин во Република Македонија и треба да донесе одлуки во корист на граѓаните. Додека Зоран Заев секојдневно изнаоѓа решенија за излез од оваа криза, Ѓорѓе Иванов постојано се труди секојдневно уште повеќе да ја втурне Македонија во поголема криза, за да ја доведе Македонија во се поголема изолација и се повеќе да ја оддалечи Република Македонија од нашите стратешки партнери. Изминатиот период високи функционери во вашата партија за жал се најдоа во медиумите по одредени непријатни ситуации. Тука беше споменат лидерот на општинската организација Мартин Костовски, потоа пратеникот Максим Димитриевски, директорот на гимназијата и за да на крај Виктор Петрушевски. Како гледате на сето тоа? Во последниве неколку случаи, изолирани лични случаи на високи функционери од СДСМ, јасно покажува дека свесно се работи на нивно оцрнување. Случајот со Мартин Костовски ни покажа дека една банална расправа со еден учесник на протестот за заедничка Македонија од полицијата им беше представен на медиумите како да тој извршил некој кривично дело, а понатаму и од самиот случај да се поведе кривична постапка. За директорот на гимназијата излегува некои слики на негов личен Facebook профил, за кој не е докажано уште дали е тој или не е, но тој од морална причина да не го нарушува угледот на гимназијата Гоце Делчев, знаеме дека таа е една од добрите гимназии во Македонија, поднесе оставка и остави МВР, тој СВР Куманово професионално да го разработи овој случај и да го раскринка ова едноставно уценување на директорот на гимназијата Горан Димитриевиќ. Максим Димитриевски, знаете, инаку пратеник во Собранието на Република Македонија, имаше многу непријатна случка на негова семејна весела. Припадници на Светот за внатрешни работи се дрзна да го навредуваат, да го провоцираат и на крај физички да го нападнат. Тој го пријавил случајот во СВР Куманово. Колку сум информиран од самиот дневник на настани во СВР Куманово, случајот е заскриен, се заради тоа да се Максим покаже како главен виновник за таа хаварија. Петрушевски беше изложен на разни инсинуации, бидејќи се уште нема официјално соопштение од царинските служби на Република Србија зошто тој бил запрет на царината и што всушност се случило. Но одредени портали во Македонија побрза да го отцрнат неговото име. Сето ова јасно укажува дека целата приказка е да се изврти вистината. Да се дофокусира јавноста од вистинските проблеми. Зарем малку случаи имаше афери на високи функционери на ДПМН. Тие сака да ги поистоветат работите
со функционери од СДСМ. СДСМ е партија на одговорни луѓе, тоа народ го препознава и нема да им поминат овие безлични приказни. Се согласувате ли со градоначалникот Дамјановски кој вели дека изминативе денови Куманово е под силен притисок на власта по разни основи со цел да се создаде хаос? Се согласувам со градоначалникот Дамјановски, кој последниот период често е прозиван од општинскиот комитет на ВМРО ДПМН и самиот тој на пресконференција даде објаснување во кој правец и зошто се прави ова сценарија. Куманово, како што знаете и сами, долго време под притисок на власта, но сега тоа кулминира. Се води према тоа да се створи една хаотична ситуација која им оди во корист на ДПМН, бидејќи реалниот проблем во државата е нешто друго. Тие не може да прифатат дека 700.000 граѓани сакаат промени. Како што реков и претходно, СДСМ како партија, како државотворна партија, нема да дозволи сценарија кои ќе имаат далекосежни последици за државата и самите граѓани на Република Македонија. Изминативе неколку денови поради блокада на Управата за јавни приходи беше доведено во прашање функционирањето на јавното претпријатие Чистота и зеленило, како и изнесување на сметот во градот. За да привремено се реши проблемот, беа ставени под хипотека, Советот на општината не донесе одлука, комерцијалниот дел од градскиот базен, парастосалата и расадникот. Вака, не сум до најситни детали запознат со случајот на Чистотата и зеленило, сепак сум запознат, не до најситни детали. Сепак можам да кажам дека локалната самоуправа беше доведена во ситуација да мора да го премости овој проблем и да го издаде тоа привремено решение со кое го даде под залог комерцијалниот простор од затворениот базен и овие објекти што ги напоменавте кои што се во владење на ЈП Чистота и зеленило. Овој долг е од 50 на години и ја надминува можноста на јавното претпријатие да го исплати во овој даден момент. За да не дојде до поголеми проблеми, бидејќи беше блокирана сметката на јавното претпријатие, а со тоа беше блокирана и самата работа на јавното претпријатие Чистота и зеленило, кој што знаеме дека собира сметот, ги одржува јавните прометни површини, а со тоа може да предизвика и други проблеми кои пред се доаѓаат односно хигиената во градот, кој што може да се одрази на јавното здравство во градот. Локалната самоуправа и градоначалникот беа приморани на ваков потек. Мандатот на градоначалникот и членовите на Советот официјално треба да заврши на 30 април. Меѓутоа, со оглед на настанатата политичка состојба, истиот по одлука на Министерството за правда, Министерството за локална самоуправа ќе се пролонгира до 15 мај. Што доколку не се формира владата, може ли државата да остане и без локалните самоуправи, што ќе се случува тогаш? Па вака е, еден од проблемите што ги донесе ова криза е одложување на локалните избори. Тие знаеме дека требаше да се случат во април, како што сами рековте, продолжен е мандатот на градоначалниците на советите до 15 мај. Пред неколку дена имаше состанок во ЗЕЛС за изнаоѓање на решение од ова криза, но сепак колку што запознат не е најдено никакво конкретно решение. Како и да е, потребно е да се направат измени во изборниот законник за да се продолжи мандатот на градоначалниците и на советниците до избор на нови. Се тоа бара да профункционира собранието. Значи, пак се враќаме на круцијалниот проблем, а тоа е што една политичка партија со своето неодговорно работење ја втурнува Македонија во сериозна ситуација на безвластие. Ако не се продолжи мандатот на градоначалниците, како што самите кажате, кој ќе ги раководи општините? Како всушност ќе функционира системот кој и онака тешко дише? Сега кажете вие како вакво однесување, како што велат ВМРО, воопшто е во корист на граѓаните на Република Македонија? Како е во корист да ние всушност имаме едно безвластие, да немаме градоначалници, да немаме советници, да имаме влада која е техничка, во која избрани пратеници функционираат се уште како министри. Јас искрено не гледам како тоа е во корист на граѓаните на Република Македонија. Кој е ставот на СДСМ, исполнити ли се проектите од последните локални избори?
Па со оглед на сите препреки и блокади со кои се соочуваше општината Куманово во овие 4 години, реализација на сите ветени проекти не беше во можност да се заврши. Сепак поголемиот дел од проектите за кои имаше можност да се завршена, имаше некои проекти кои што не беа ветувани па се изработени. Во овој мандат завршен и пуштен во изграба, како што рековме, го спомнавме затворениот отворен базен, гледаме дека јавното претпријатие Водовод преку ИПА фондот доби средства за реконструкција на канализационата мрежа во Куманово. Јавното претпријатие Газ, Куманово Газ работи на гасифицирање на Куманово во односно своите можности кои што ги има за работа, бидејќи тие се соочуваат со пречки. Минатата година имавме реконструкција на постоечка патна инфраструктура во Куманово, поставување на бекатон плочи поплочување на тротоари во градското подрачје. Сега тоа ќе продолжи ова година, се зборува за некоја бројка од 70 километри асфалт и бекатон, така да може да се каже дека СДСМ како партија која на локално ниво доста сработила во корист на граѓаните и се надам дека тоа граѓаните ќе го препознаат на следните избори. Задоволни ли сте од резултатите кои што ги постигнавте на парламентарните избори во Куманово? Резултатите од претходните избори ја потврдуваат добрата работа на СДСМ, на општинската организација. Овој период ние 2014 година имавме пад на гласачко тело, освоивме околу 15.000 гласа. Сега имаме покачување на 22.200 кусур гласа. Сето тоа е резултат на добро сработена кампања и препознавање на политиката која што СДСМ ја води во градот Куманово. Како дел од општинскиот изборен штаб, и таму бев секретар на општинскиот изборен штаб, можам да кажам дека сме задоволни од изборниот резултат и дека има простор за напредување. Тоа значи дека ние како партија не губиме во Куманово и секогаш размислуваме во правец на победа на изборите. Значи било какви да се следните избори, дали ќе се за парламентарни, дали локални, дали председателски, СДСМ во Куманово е спремно и секогаш оди на победа. Постои ли можност да се најдете можеби на советничка листа или пак имате амбиције? Наскоро во август месец истекува рокот на мандатот на вашето раководство, па можеби за председателската функција или пак советник? Па вака, веќе сум бил на советничка листа 2013 година. Ние во пресрет на подготвување на овие избори локални во месец февруари почнавме постапка за предлагање, кандидирање и формување на таа советничка листа во општинската организација. Сето тоа се блокира бидејќи се одложи процесот на спишување на нови избори. Јас сум спремен за било која функција. Ако општинската организација, раководството во централата мисли дека мојот најголем допринос ќе биде моето учество на советничка листа, јас сум спремен да ја прифатам таа функција и да влезам да бидам пак на советничка листа. Што спомнавте за избор на ново раководство, не сум сигурен дека до разрешување на оваа ситуација во која се сега наоѓа Република Македонија, дека ќе има некои поместувања, померања во однос на раководните структури во Социјалдемократскиот сојуз. Секогаш постои политиката амбиции за напредување, како што реков и претходно, во завис од тоа како мене ме гледа партијата, како се задоволни од мојата работа, како јас себе се гледам во иднина, би прифатил па и таква функција председател на општинска организација. Според вас предност или мана е што партијата главно во Куманово ја водат млади луѓе? Социјалдемократскиот сојуз во Куманово, општинската организација, има хетерогена структура на членство, но делуваме многу хомогено. Значи, овие изборни резултати во минативе години што ги имаме постигнувани се дел на еден континуитет во работата на нашето членство. Че ние како младо раководство имаме голема поддршка од нашите постари и поискусни членови. Че нивната работа во сите изборни кампањи претходно, па и сега, па и овие избори кога дадоа максимална поддршка е во тоа да се продолжи тој континуитет, да не застане. Тие во нас препознали лица, во Мартин Костовски, во мене, во останатите членови на извршниот одбор, кои што ќе ја водат партијата во вистински правец.
Се надевам дека ние не сме ги разочарале и дека еден ден и ние ќе бидеме тие постари, поискусни членови кои што ќе дават совети на помладите луѓе кои што ќе дојдат да водат партијата да остане победничка и напредна партија во Куманово. Да, вчера славевте годишнина од формирањето на партијата. Како сте задоволни од функционирањето, што може да кажете по тој повод? Социјалдемократскиот сојуз вчера после 26 години од своето постоење, Социјалдемократскиот сојуз е државотворна партија. Како и секоја партија во светот има своји успони, падови, сме биле на власт, сме се менували, сме падали, сега пак одиме во нагорна линија, пак ќе бидеме партијата која што ќе води државата. Ние сме проевропска партија, ние сме партија која сака да направи се најдобро за своите граѓани, која сака да изведе Македонија на вистинскиот пат. Искрено, задоволен сум до сега како функционира партијата, задоволен сум што сум јас член на Социјалдемократскиот сојуз и секогаш ќе останам на тој став да се биде дел од Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз ја води во Македонија на вистински пат и во просперитет. Господин Илич, ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од нашата емисија. Ви благодарам и на вас на поканата. Се надевам ќе се видиме пак во некоја друга прилика. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.